Добар ден на сите. Значи, иницијатива за оваа пресконференција падна на недавнешниот состанок, кој што се одржа во Стопанската комора на 5.5, заедно помеѓу Сдруженијето на хемиската индустрија и Сдруженијето на трговијата, каде што се разгледува последните, да кажам, подготовки или спремноста на маркетите и сите чинители во снабдувачкиот ланец околу обврските кои што произлегуваат од законот за хемикали. Верувам дека знаете, ова не е прв прес на оваа тема, беше пред известно време како подсетник, меѓутоа на иницијатива на Сдруженијето за трговијата, Бирото за лекови, односно Агенцијата за лекови со раководителот на Оделението за хемикалии пратија известување до поголемите маркети во Република Македонија со подсетување за нивната обврска околу регистрацијата по однос на прометот со хемикалии, со прометот со детергенти и прометот со биоциди, односно нивната обврска да бидат регистрирани во регистерот кој што се води во Агенцијата за лекови при Министерство за здравство на Република Македонија. За жал на таа средба на 5.5 имаше многу малку присутни, но да кажам доброто беше што големите маркети беа присутни со нивни представници, добија повеќе детали и информации од раководителот на Оделението за хемикалии во Агенцијата за лекови, магистар Лидија Савич, која им ја презентираше и веб страната chemicalii.gov.mk, каде што може да ги добијат сите детали по однос на нивните обврски, односно постапката за нивната регистрација. Тука беше спомнат и моментот на обврската за регистрација на производите, односно за регистрација на детергентите и регистрација на биоцидите. Сериозен момент во овие обврски кај регистрација на производи се таксите по единица производ, кои што се движат од 200, 300, 500 до 1000 евра по обврска за регистрација, за кое членките на Сдруженијава се изјаснија дека се превисоки. Од Агенцијата за лекови добивме информација дека е побарана постапка пред Министерството за финансии за возможност за преиспитување на висината на таксите. Таа иницијатива беше и од Сдруженијата направена уште пред 2 години, кога стапи на сила законот, да се преиспитаат големините на таксите, односно вредностите на таксите, затоа што тоа ќе значи едно ново зафаќање за сите учесници во овој промет. Од Стопанската комора на Република Македонија е побарано да организира нова средба со Министерството за евентуално ние како Сдруженија ги презентираме овие моменти и се обидеме да најдеме некое разбирање или возможност за корекција на тие такси. Втор момент кој што беше предочен пред членките кои што беа присутни на таа средба беше обврската, односно стапувањето на сила за обврската за означување или примената на пиктограмите кај опасните хемикалии, каде што спаѓаат конечно и детергентите и биоцидите. Значи, пиктограмите мораат да стапат во согласно Европска директива која што е од 2009, која што ден за примена е 1 јуни 2015. Од тогаш, секој производ произведен по 1 јуни 2015 мора да ги носи пиктограмите со ознаките за опасност, кои што се хармонизирани, светски усогласени, согласно делот на CLP и GHS. Тоа GHS е всушност обврската на светско ниво или глобално хармонизиран систем каде што ќе се применуваат овие пиктограми. Голем дел од членките во рамките на Сдруженијето на хемиската индустрија веќе на своите нови производи ги аплицираат новите знаци за опасност. Останува правото за промет со постојните залихи во рок од 1 година да се реши, што значи она што е произведено пред 1 јуни со старите ознаки има право да биде прометувано уште година дена, а се она што почнува да се произведува по 1 јуни мора да ги носи новите ознаки. Значи, тие се моментите кои што
За жал ќе значат дополнителни трошоци кај компаниите и токму заради тоа очекуваме да најдеме разбирање и поддршка од чинителите на прометот кои што ќе помогнат во ова да значи почитување максимално на европската директива, потполна примена на Законот за химикали, кој што во Македонија е донесен, примената и стапен на сила во 2009 година, со две измени во 2010 и 2011, што значи потполна примена на тој закон, но со возможност да сите кои што мора да влезат во тој регистар и по однос на регистрација како компании, и по однос на регистрација како складишта, и по однос на регистрација на производите кои што ги прометуваат. Благодарам, тоа би било. Обврската за маркетите е веќе стапена на сила. Од агенцијата е побарано да забрзаат со поднесувањето на документацијата. Потребната документација е дефинирана многу убаво со објаснувања на веб страната што ви ја посочив, chemicalii.gov.mk. Тоа ќе мора агенцијата да ви даде податоци. Има доста фирми, регистарот е веќе појавен на веб страната, можете да отворите да видите, околу 100 и нешто фирми се веќе регистрирани, меѓутоа воочено е дека кај маркетите, големите маркети, е помал бројот и тие имаат обврска да го регистрираат централниот склад кој што го поседуваат. Значи, прирачните складови не се обврска за регистрација согласно закон. Затоа и малите маркети не се повикани на овие седници и не им е посочено тој момент за обврска на регистрација. Значи, едниот момент е регистрација на нивните централни складови, односно тие како фирма дека се регистрирани за промет со опасни химикали, детергенти и биоциди. Втор момент е обврската да ги регистрираат препаратите за да добијат право за промет. Трет момент е одбележувањето на тие производи, кои што пиктограми стапуваат на сила од 1 јуни 2015 година. Верувам дека е сега појасно. Видете, индивидуален пристап кон сумата, како секоја друга сума и како секоја друга индивидуа, за секого е различно. Меѓутоа, факт е дека секаде во светот постојат такви такси и мора да се платат за да се добие сертификат, односно да се покријат сите оние моменти што значат право за промет. Тоа е пракса, вилам, секаде во светот, не само за хемиската индустрија, и за добар дел производи, каде што е неопходен сертификат за регистрација во домицилната држава. Овдека е обврската на домашните производители и на странските застапници кои што пласираат странски производи. Доколку таа регистрација веќе е направена во домицилната земја, некаде во странство. Постапката оди многу брзо, со постоечкиот сертификат од домицилната земја, овде регистрацијата е многу повеќе забрзана, но такса мора да се плати. Затоа сме сите свесни, и факт е дека кога се влегува во бизнис, сме свесни дека има добар дел каде што треба буквално да се влезе со трошок, за тој трошок да се, да кажем, исплати на крајот. Но факт е дека заради големината на асортиманот и заради специфичноста на препаратите, во делов на биоцидите и делот на детергентите, би требало да се најде заеднички јазик за некоја несигурно символична такса, но такса која што ќе биде многу поприфатлива за фирмите во Македонија. Повторно ви велам, индивидуален ви е пристапот. Се зависи од државата, колкав стандард има и колкави се процентите на маржите кои што ги остваруваат фирмите во странство. Има фирми кои што можат да направат многу добра маржа на одредени производи, каде што 300 евра по производ на ниво на 5 годишно важење на дозволата се ништо. Има фирми, има држави каде што тие средства се преголеми и тешко повратливи за оние кои што ќе инвестираат во прометот со тие производи.